Ако министерката Мила Царовска троши 17.000 денари месечно, колку што и самата тврдеше дека му се доволни на едно 4-члено семејство, за да ги задоволи основните животни потреби, тогаш таа со незиниот имот тежок околу 1.600.000 евра би можела да живее повеќе од 450 години. Ова го покажува простата математика, иако таа во својот Facebook статус потенцираше дека тие пари нема да бидат доволни за квалитетен живот, кој на неа според имотната состојба воопшто и не е проблем. Разликата меѓу незината имотна состојба, инаку за 6 пати зголемена во рок од една година, и реалните можности на повеќето македонски граѓани е огромна, поради што јавноста буквално експлодираше кога таа, повикувајќи се на лајкин индикатори, порача дека може нормално да се живее со помалку од 300 евра месечно. Тој што ви кажал, дајте му 17.000 и нека преживее и сметки да плати и да преживее цел месец. 17.000 воопшто не е реална сумата. Добро, 17.000 е премалку, мислам дека. Премалку, мислам не е возможно со толку да се живее. Тоа е едноставно мачење, не е живење. Минимум 30.000. Минимум. Инаку пресметките на синдикатот покажуваат дека на истото просечно семејство со 2 деца му требаат најмалку 2 минимални плати, односно 32.671 денар. Ако семејството потроши само 17.000 денари, би имало пари за храна и пијалоци, одржување на хигиена и превоз, но не и да плати сметки за струја, вода, парно, телефон и интернет, за да купи облека, а најмалку да има пари за на лекар. ДЗ се објавува дека 455.000 луѓе во земјава, или 21,9% од населението, живеат под прагот на сиромаштијата.